Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Na Otca i Sina i Svetog Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, најчесто луѓето му приоѓаат на Христа Господа и молат од Него победа над собствените страсти, над гревот свој, кој што е причина на сите болести. И Христос никогаш не вратил. Туку секому целосно му се даде. И се она што е запишано на страниците од Светото Писмо сведочи за таа непобитна вистина. Но еден од апостолите вели, Христос направи толку многу, што кога би се запишало се што тој каже и направи, малечок би бил светов за да ги собере напишаните книги. А ова што е напишано, вели друг еден апостол, е доволно за вашето спасение. Но од денешното евангелско четиво имаме една сосема подруга реакција. Христос, окружен од многу народ, како секогаш, влегува во малечкото градче Наин и станува сведок на една тажна, претажна слика. Се случува во градчето, се случува погребение на момче, единец син на мајка вдовица. Мајката страдала силно, не наоѓајќи утеха за големата загуба. Сето тоа народот на градот Наин го знаеше и затоа сите потрча да учествуваат во тажната погребна поборка со намера да ја дадат некаква подршка и утеха на ранетата мајка. А таа, потоната во тага, се движела на кај градските гробишта. Христос сето тоа го виде и не чекаше некој да го повика, туку самиот отиде и се приближи на мајката. Со раката ја го допре нејзиното рамо и кажа: не плачи, мајко. Таа иста рака, безброј пати, и нашите рамена ги допрела. И на ист начин не утешила. Но повеста за упокоеното момче од Наин не завршува тука. Христос побара погребната поборка да запре. Му се приближил на момчето и му викна: момче, стани. И тоа послушно станал.
Христос со него започнал разговор. И го дал на неговата мајка, која што била збунета, како што бил збунет и преплашен целиот град, зашто такво чудо не се беше случило во нивниот град. Најмили мои, нема непријател кој што Христос не го победи. А ние знаеме дека поголем непријател од смртта нема. Смртта е непријател над сите непријатели. Сите наши непријатели, видливи и невидливи, водат кон последниот и најголемиот наш непријател. И Христос тоа го зна. И тој не чека да го молиме за да притекне на помош, да влезе во нашиот живот. Условоте, портите од срцата наши да бидат отворени за него. Зашто добра е представата на професорот Евдокимов за Христос, кој што како клошар стои пред портите од нашите срца и чука да му отвори. Колку од нас му ги отварат портите на своите срца? Тоа е прашањето што треба да си го поставиме секој себе си. Зашто затварајќи ги вратите за него, ние веќе имаме подготвено обвинување за него. И добро е да го има и тогаш кога го нема, само за да биде обвинен. За нашата вина, за себе си, за нашите промашувања, нему да му ги припиши. А таму, каде што другиот е виновен за мене, не се остава простор за покајание. Таму каде што покајание нема, отсуствува целосно, отсуствува можноста за промена и преобразба на мојата личност. А еден млад патриарх, наш современик, честопати знае да каже во неговите беседи дека барањето, нашето барање упатено до другите да се менуваат по наш кеф е апсурдно, неодржливо и неостварливо. Само барањето упатено до себе самите да се менуваме и да се преобразуваме, имајќи го за мера пред себе си самиот Христос, човекот во Богочовекот Христос, за кој што можеме да кажеме со сигурност дека е единствен, вистински и совршен човек. Само затоа што е единствен и вистински Бог наш и Спасител. Амин.